Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски на својот Facebook профил соопшти дека е договорен увоз на пченица и од Бугарија. Тоа заедно со неговиот бугарски колега го договориле на средбата во Берлин како израз на добрососедство и заедничка акција. Николовски вчера истакна дека државата подготвила национален план за производство на храна, чија основна цел е зголемена поддршка на полуделските култури. Имено со измена на програмата за интервентниот фонд се зголемува поддршката за набавка на вештачки ѓубрива. Со планот предвидуваме измена на програмата за интервентниот фонд, односно се зголемува поддршката за набавка на вештачки ѓубрива и таа за пченица ќе изнесува 4000 денари по хектар, доколку минимум е употребено 200 кг ѓубриво по хектар. Значи, поддршката преку интервентниот фонд за 1 хектар пченица ќе изнесува 4000 денари или тоа е околу 40% од потребното ѓубриво кое што ќе го субвенционира државата. За оваа субвенција може да аплицираат сите земјоделски стопанства запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, кои во производната 2021-2022 година имаат засејани површини со пченица и имаат набавено вештачки ѓубрива за прихрана на посевите во период од 1 декември 2021 до 31 мај 2022 година. Се подготвува и нов модел за исплата на оваа поддршка, за да можат земјоделците веднаш да ја добијат оваа поддршка за прихрана на посевите од пченица. Владиниот портпарол на денешната пресконференција истакна дека бараат алтернативни пазари за замена на рускиот и украинскиот пазар. Министерството е во комуникација со ресорните министри во Европа и во регионот, со сите стопански комори, со економските партнери, со преработувачите на зеленчук и овошје со цел да се одржи стабилноста на извозот и да има непречен пласман на секој земјоделски производ, рече Арсовски. Од опозицијската ВМРО ДПМН пак вела дека владата не ја кажува вистинската состојба со потребите од пченица. Оттаму го повикуваат ресорниот министер, ако има доволно пченица, да интервенираат на пазарот со домашни резерви и доколку ги има, за да се спречи не само зголемувањето на цените на лебот и брашното, туку како што рекоа на пресконференцијата, да се постигне намалување на веќе на помпаните цени на прехранбените производи.